Стоп за султан партиите. Граѓаните сами да одлучуваат кои ќе бидат нивните представници во парламентот. Системот на отворени листи ќе донесе поголем квалитет, поквалитетни и отчетни народни избраници. Отворените листи ќе дадат многу придобивки и за партиите, и за граѓаните, и за демократскиот систем во целост. Придобивките за граѓаните се тие што ќе им се овозможи поголем избор, ќе влијае помотивирачки граѓаните да излезат и да гласаат. Во овој момент 69% од граѓаните би биле помотивирани да искочат да гласаат, доколку би можеле да покрај кандидатската листа да заокружат и кандидат за листата. Ние сметаме дека сегашниот изборен модел со затворени листи е основната причина за на некој начин слабото исполнување на представничката функција на, да речеме, некои одредени пратеници, бидејќи нивниот мандат со сегашниот изборен модел со затворени листи не произлегува од граѓаните, од гласачите, туку на некој начин произлегува од политичката партија на која припаѓа. На денешната конференција присутни само дел од партиите, главно од опозицијата. За рушење на демократски централизам, значи не може да се разговара се до оној момент додека политичките партии се уште го поседуваат ексклузивитетот да ги креираат кандидатските листи, да ги подредат кандидатите од првото до 20-тото место. Алексо вели дека досега се е во консултација со партиите, а и натамошните чекори за измена на законодавството ќе бидат по сеопфатни анализи и консултации. Ваквиот систем нема да ја наруши етничката слика во парламентот, ниту пак усвоеното правило за родова застапеност. На политичките партии во Република Македонија им недостасува поголем капацитет на внатрепартиска демократија. Тоа не е само констатација на домашната, туку се поизразено и почесто и на странската експертска јавност. Денеска во организација на Граѓанската асоциација МОСТ, Националниот демократски институт и Институтот за парламентарна демократија се одржа конференцијата "Твојот избор да биде личност".